со подобрувањето на временските услови, но и со почнувањето на процесот на вакцинација на секаде низ Европа и во нашата држава, се очекува раздвижување на граѓаните помеѓу државите. Тоа воедно ќе го олесни транзитот на мигрантите помеѓу државите, односно илегалното па и легалното минување на границите. Од тие причини ние како група за процена предложивме на управувачкиот комитет продолжување на кризната состојба на јужната и северната граница, значи на дел од територијата на државата, и од страна на управувачкиот комитет тоа беше прифатено и предложено на владата, бидејќи помина безмалку еден месец од минувањето на оваа одлука на влада. Вчера Собранието на Република Северна Македонија донесе одлука за продолжување на кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, конкретно на јужната и северната граница, до 31 декември оваа година, бидејќи, како што реков, со стоплувањето на времето и другите политички прилики во регионот, постои опасност од повторно раздвижување на мигрантите во овој регион. Дојдовме денес да го посетиме овој транзитно прифатен центар, во кој што би дошле евентуалните мигранти кои што би ја поминале границата, да видиме какви се условите во кои што тие луѓе би биле сместени, дали ги исполнуваат основните хигиенски и здравствени услови, така натаму. Ако имате друго прашање за мене, повелете, а повеќе информација околу самиот транзитно прифатен центар ќе ви даде раководител. Само уште едно прашање. Ајде. Може, некои експерти веќе неговаат дека е можен повеќе бран на мигранти да поминат повторно низ Македонија. Какви се вашите сознанија и колку сме подготвени да го тој бран прифатим? Па јас се надевам дека нема да дојде до таков бран, како што некој најавува. Дел од овие информации се строго доверливи, не можам да ги споделам со јавноста, но како и да е, постои можност од раздвижување на мигрантите, бидејќи олабувањето на ковид мерките ќе овозможи проток на луѓе преку границите. Нормално дека самата имунизација, односно вакцинацијата, но и појавата на колективниот имунитет ќе направат ковидот полека да слабее во наредните месеци, а со тоа ќе се отвори можност за раздвижување на мигрантите. Благодарам. Од друга страна има еден момент, знаете дека некои држави ги користат мигрантите за вршење на политички притисоци, така што ние како држава ги земаме сите тие факти во предвид при носењето на нашите одлуки. Благодарам. Колку е бројот со Да, каква е состојбата во моментот и од каде има мигранти? Денеска во транзитниот центар Виновик во моментов има 35 мигранти. Тие се претежно од повеќе земји, ги има од Мароко, ги има од Сирија, ги има од Авганистан, ги има од Еритреја. Така да таа бројка е менлива на секојдневна основа, зависи со тоа какви се нивните потреби во моментот кога ќе бидат фатени на зелената граница. Тука се дојдени, ги сместуваме ако имат потреба од здравствена потреба, храна, лекови, така нешто. Прилика тоа е во моментов состојбата во транзитниот центар Виновик. Дали има мигранти од Индија и Бангладеш? Има. Да, има, мислам, чини дека имаше една група и од Индија. Сега во моментов не мислам дека ги има, да. Има и од Индија. Океј, благодарам. Да. Добро.